Дел од врвните европски дипломати гледаат позитивно поместување во позициите на Париз за можноста за старт на преговори со Македонија и Албанија. Проценката на Жан Аселборн, шефот на дипломатијата на Луксембург, е дека ако Франција на 24 март каже да, тоа ќе го следат и другите воздржани членки, пред се Холандија и Данска. Еден од најдолговечните министри за надворешни работи во Унијата, влијателен ветеран во дипломатијата кој ги следи македонските интеграции уште пред кандидатскиот статус, денеска во Скопје ги предупреди другите членки на Унијата при носењето на одлуките да го имаат предвид регионалниот контекст. Моето убедување е дека ако Франција заземе позитивен став, тоа ќе го следат и другите земји членки. Секоја држава си има своји принципи и интереси, но треба да се биде свесен за предизвиците. Ако сега не успееме, освен што ќе и се наштети на вашата земја, тоа ќе ја наруши европската политика на Балканот. Треба да се мисли на заклучоците од Солун од 2003 година, кога беше кажано дека местото на регионот е во Европската Унија. Знам колку е зафатен, знам дека има многу прашања денес во Европа и затоа сум посебно благодарен што најде време да дојде со практично една порака. Заслуживте да ги почнете пристапните преговори со Европската Унија. Една од клучните пораки на поддршка пред состаноците на врвот на Европската Унија на крајот од март се очекуваат на утрешното министерско заседание во Скопје, со кој ќе се означи заедничкото претседавање на Северна Македонија и Бугарија со Берлинскиот процес. Освен шефицата на бугарската дипломатија Захариева, најавено е и присуството на Хајко Мас, министерот за надворешни работи на Германија, клучна и најмоќна земја членка на Унијата, силен поддржувач на тамошното проширување. За гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.